Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. И здраво бациња, како сте и добре дојавте во новото видео. Како што можете да прочитате по насловот, денеска ќе збориме за Фори од детството 2. Првото вакво видео доби огромна поддршка, иако ја не очекував стварно да има толкова поддршка, го очекував баш противното од тоа, но и покрај тоа поддршката беше огромна. Како за поддршката за тоа видео, сакам да ви се заблагодарам и за целокупната поддршка до сега. Ви благодарам за се и идеме дале. Да не се лигушам, време е да почнеме со видеото. Секој баце на светот ги знае овие фори. Како што кажав и во првото видео, овие фори не се направени туку така. Овие фори се создадени со цел да го затнеш соговорникот. Пошто ти си право баце бациште, ти си секогаш попаметен, поспремен и посилен со форите од било кој друг. Ти не молчиш за да го слушнеш соговорникот што има да каже. Ти молчиш за да смислиш фора со која што ќе ја заебеш. Тоа е духот на бацето. Затоа денеска јас ќе ве збогатам со уште 5 фори од детството кои што ја ги научив и користев како мало баце и денеска ги користам затоа што се evergreen. Првата фора за денеска е поврзана со местото и просторот. И таа се користи кога не сакаш да кажеш кај ќе одиш и или не знаеш кај ќе одиш, а више си почел да збориш. А таа иде вака. Брат, вечер кидам на многу јако место. Каде, брат? Кај што ми даде. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Малку е педерска, али врши работа. Втората фора е ограничена со времето и стрикно само со времето. Иако е ограничена само со тоа, таа сепак е многу добра фора и врши многу добра работа. Баш као со незе си најкул баци у цело друштво. А таа иде вака. Абе, јас сум од 5 на англиски бе. Колку е сат? Вчера ова време. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. 3. Под се скри. Колку е добро да си баце. Не е ова фората, не е. Значи, третата фора е многу хардкор, длабока и многу навредлива фора за многумина. Но ти, пошто си бациште, тебе не те галя за чувствата на другите. Тебе ти е битно да го заебеш другиот. Така, значи, го чекаш вистинскиот момент и распалуваш. А тоа се моменти кога ти е преку глава да го слушаш твојот другар како се фали, се прави поненормално од тебе, што и самиот знаеш дека тоа не е возможно затоа што ти си баце. И ти доаѓа преку глава, стварно, и... Ле, брат, вчера си идам на кај дома и кај градинката, значи ми се става тројца од чиста мира, не знам ни ја зашо. И добро ме фатија неспремен, али јас као му се ставам на првиот, јеби ga, и паја првиот на земја, вториот виде дека ќе го тепам, побегна. И третиот го собра, ама ја го стигнав третиот и му се ставив и на него му мавнав една и он падна. Вториот ми кинна, брат, али нашо ме мачи као, многу ми изнервираа, брат, ама зашо бе, брат, ми се ставија као, што им сгрешив ја? Не, брат, не си ти крив. Скапи ти се лековите. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Четвртата фора не се користи со тоа за некого да затнеш од зборење, бидејќи не можеш да го слушаш, туку баш поради обратното, бидејќи не збори. Тебе дури и тоа те нервира. Се седите онака кај тебе, ти и твоето баце, он седи на телефон, а ти дремеш и мислиш со која фора да го зафркнеш. И на крај ти текиња. Абе, брат, ти кажував преска, вчера те видов на телевизија. Нема шанса, брат. На која? Каде? На Animal Planet. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. После оваа фора ти не си заситен, пошто си право бациште и тоа не те заситило, па затоа мислиш нова фора за да ја направиш у комбо за да го заебеш до крај. И така доаѓаме до петата фора за денеска. Додека он се прави како да не те слушнал, а во себе го преколнува денот кога те запозна и станавте најдобри бациња, затоа што од истиот момент навака ти стално го заебуваш. Ти веќе имаш смислено друга фора во меѓувреме, но знаеш дека не можеш туку така да му кажеш, мора малце да биде покомплицирана за да не свати дека е фора. А тоа иде вака. Абе, брат, не ми се верува, значи вчера го барам новчаникот пола саа, значи ни соба и после ми текне дека уствари ми бил у фармер, кеј. Ај, брат, кјути, пред некој ден ја правам мојот со девојка ми на телефон и у меѓувреме го барам телефонот кај ми е замислен и цела соба го барам и дури после ми текне дека правам мојот на телефон. Брат, кажи, Господ кога давал памет, ти шлем си носел. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Тоа беше тоа за ова видео, бациња, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, стиснете лайк, шер и subscribe. Ако не ви се допадна, направите го истото. Исто така немојте да заборавите да ме фоловнете на мојот Instagram профил @stojan. Ако сакате да знаете поише работи за мене, а воедно ако сакате и поише да се насмеете, побарајте ме таму. Се гледаме во наредно видео. Се надевам дека тоа ќе биде наскоро и... Абе, кога сум те видел вчера на телевизија,